После 2 недели од нашата последна средба повторно сме со вас. Добро вечер, дами и господа. На стартот сме на 12-тото коло на највозбудливиот квиз во земјава Срекно семејство. Изминатото 11-то коло беше едно од највозбудливите и најтесните во борбата за 1000 евра. Дали ќе биде така и оваа вечер, ве поканувам заеднички да дознаеме. Трите семејства нестрпливо чекаат на своите позиции, сместена и тричлената стручна комисија, по чие будно око и вечерва ги играме 4 стандардни игри. Ги поздравувам членовите на стручната комисија. Добро вечер, господа, и за вас. А освен 3 семејства, 3 члена стручна комисија, имаме и 3 загарантирани суми од 300, 500 и 1000 евра. Кој од трите семејства со колкава сума ќе се замине, останува да видиме во следните 30 минути. Па да се запознаеме на самиот почеток и со кого вечерва играме. На позиција број 1, семејството Петровски од Скопје, носителот на светката Павле, сопругата Славица и внуците Ана и Валентин се со нас. На позиција број 2, директно од Кавадарци, семејството Чејкови, носителот на сметката Лепосава, Димитар, синот Владко и снаата Даница. И на позиција број 3, семејството Наумовски, кој ни доаѓа директно од Тетово, носителот на сметката Трпе, зетот Тошко и внукот Михаил кој нима. Ајде да се запознаеме со ред. Добра вечер и за вас семејство Петровски. Реков од Скопје се, но извлечена е вашата сметка каде редовно плаќате струја од селото Добровница, Кривопаланечка. Што ќе ни кажете за ова место? Еве, за прв пат имаме. Место, јас цело лето сум таму и планирам во пензија таму да си живеам. Убаво е. Многу убаво планинско место, река има, народот е питом. На кој начин ги плаќате сметките за потрошената електрична енергија? Сметките редовно ги плаќаме преку пошта. А за ваша информација, и сметката од ова електрично броило доаѓат на адреса во Скопје, така да не касниме практички ден во плаќање. И така сте наши учесници во квизот. Секоја чест ви посакувам многу среќа. На позиција број 2, семејството Чејкови од Кавадарци. Добар ден, господине Димитар, како сте? Добар ден. Заврши откупот на грозието. Дали стаса виното? Виното рано е да втаса. Така? Треба прво да преврие, да ферментира, па после вино се пие. Плюс тоа веднаш не се пие, треба малку старо вино е најдобро. Значи треба да остои малку. Одлична препорака. Се изненадевте ли кога ви избра да учествувате во квизот? Нестрпливи ли бевте овие 2 недели? Па види, ја многу не сум по овие квизови. Сопругата, она е среќната. Аха, она е среќниот добитник. Добро, ќе видиме во топка на среќа, можеби во првата игра ќе си ја опробаме среќата и во следните 3 игри нормално до крај. Ви посакувам многу успехи да заминете со што поголема сума на пари. И на позиција број 3, семејството Наумовски од Тетово. Добре ни дојдовте и вие во студиото. Како се чувствувате? Најдобре. Нестрпливо поминали овие 2 недели. Нестрпливи само да дојдем овде. Так, верувам најнестрплив е внукот Така Михаил, е. кој има 6 години и спремен е да игра во некој од игрите. Се Многу договоривте? сакаше да игра. Да. Ви посакувам семејства многу среќа, да се забавуваме и да се дружиме. Исто и вам, почитувани гледачи, да останете во следните 30 минути пред вашите ТВ екрани и заеднички да проследиме што ќе покажат овие 3 среќни семејства. На почетокот сме, односно на стартот на првата игра, топка на среќа. Ја отпочнуваме првата игра, топка на среќата, и со првото семејство Петровски на Славица, да. Петковска Славица на својата позиција, спремна да собере што повеќе поени во оваа игра. Ви се чинили лесна? Имавте можност да пробате? Лесно е, не е проблем. Ана, ке навиваме ли? За баба? Да. Имаме 3 обиди. И еден аплауз за подршки за отварање на 12-тото коло на Срекно семејство со еден силен, пресилен удар. Имаме оп. И ни остана уште една коцка која што Ана ќе ни дозволиш баба да ја турне со топката, повели овде Ана. А оваа ќе ја тргнеме за да може да отиде. Ете така. Многу малку. Иако добивте аплауз, 8-14 чинам дека поени за семејството Петровски. Немавте толку среќа, но ви посакувам во следните 3 игри, имаме уште многу да се докажеме и покажеме во срекно семејство. Ана веќе ни помага за да се соберат коцките, го очекуваме следното семејство, семејството Чејкови.
На позицијата за топка на среќа да играе Чичко Димитар. Спремни ли сте, подготвени во помалку од 3 удари да ги срушите овие коцки? У 3 пати сигурно ќе играм. Прашање на среќа е колку поени ќе освоиме. Ајде, обидете се. Ајде, господин Димитар, еве го и аплаузот за вас. Ов првиот обут без ниедна коцка, аплаузот мора да продолжи за да успееме. И пробајте, залетајте, а најсилно што можете топката за да се срушат овие коцки. И ете еден громогласен аплауз за 12 теченам дека поени кои ги освојува семејството Чекови во оваа игра. Два помалку од првото семејство, но сепак имаме уште да се покажуваме и докажуваме. Има уште во која. Така, ви благодарам. Повелете на вашата позиција, а следни се семејството Наумовски. 2 поени е разликата помеѓу семејствата Петровски и Чекови. Но наред ги имаме Наумовски, веќе топката е во воздух. Во зале. Чичко Трпе, зале земавте ли? Зедов. Дали е Михаил спремен за дедо да шутира со Да топката? пукам дедо. Ајде да пука, ајде повелете. Ајде да видиме. Слабо беше првото пукање, Чичко Трпе. Посилно. Посилно и уште една коцка која мораме да ја броиме доколку успееме да ја спуштиме и незе, а ќе го направиме тоа според правилата. Ајде да ги наместиме, но пред тоа да ги изброиме, Михаил. Не, Михаил, 4, не ги дига. 7, 9, 13, 16, 19 поени за семејството на Умовски. Секоја чест, задоволни сте, претпоставувам дека од покажаното. Нели? Премногу. Премногу нормално ги понесовте трите поени од првата игра. Со силата на Ете, внукот. додека Михаил ни помогнува да се наместат коцките, да видиме и бодовната ситуација. Семејството Петровски 2 поени од првата игра, семејството Чејкови 1 поен и семејството Наумовски од Тетово во топка на среќата освоја 3 поени. Следна е играта на слепо. Павле и Валентин се подготвени на своите позиции да играат играта на слепо. Имаме жолти, црвени и сини топки. Валентин, знаеш ли колку поени ни носат тие топки? Да. Црвената 3, жолтата 2, сината 1. Не мрдаме од позициите, спремни сме да играме. Ве слуша ли внукот? Да. Ајде да видиме колку ве слуша. Можете да му дадете било каква сугестија што повеќе топки очекуваме во кошот. Имаме 1 минута време, почнуваме, Валентин, сега. Ајде, ајде, ете го и аплауси. Добро ви оди. Ете, поддршка добиваш и од малата Ајна. Чичко Павле, ја оставивте оваа бидејќи носи 1 поен. Да. Ајде, сконцентрирано, имаме време, 45 секунди. Добро му оди, гледаме на Валентин. Ова носи 2 поени. Ја би ја задржал. Добро иде и за сега. Ајде, добро е, Валентин. Добро е. Ајде, велат малце побрзо, 25 секунди. А ете и Ана ни помага во носењето на топките. Тука е и Михаил. Браво, Михаил. И браво, Ана. А ние да видиме колку топки остани на својата позиција, Валентин. Имаш 10 секунди, сега ќе го слушнеш и звучниот сигнал во кој треба можеби да побрзаш. Ајде. 5, 4, 3, 2, 1. Појако добивме сугестија на крај и тоа е последната топка. Ова со истекот на времето. Валентин извади ги очилата и повели навака. Одлично изгледа. Шарено. Да станете на оваа позиција да ги видиме и поените освоени во оваа игра. Вкупно 41 поен. Валентин, можеш ли подобро? Секогаш може подобро, ке се докажем, имаме уште игри. Следни се семејството Чејкови во играта на слепо. Владко и Даница од семејството Чековски се на своите позиции да играат играта на слепо. Даница, предпоставувам дека ништо не гледаш. Ни дзирка, ни добро прозирка, ни овие очила, мала дезориентација, топките се пред тебе. Твојот сопруг Владко е на некој си 2, 2,5, 3 метри спремен да ги собере сите топки. Даница, имаме 1 минута време. Стартуваме. За кратко. 5, 4, тајмерот го чекаме. 2, 1. Одиме, Даница. Времето тече. Ајде со 2 црвени, ја започнуваме оваа игра, тоа се веќе 6 поени, 7. Аха.
Добро е, Владко, направете си место, рачунете дека многу топки може да собере оваа корпа. Рекордот ни е некаде 56 до сега. По-полека, вели Владко. Ајде, Даница. Добро. Ете, смееме со рака да си направиме место на вистина. По-десно, малце, Даница, по-десно. Ете го вашиот сопруг Владко на позиција. Ајде, не брзате, останете на вашите позиции, единствено мрдаме со куковите. 18 секунди. Добро оди. Ајде, Даница, имаме доволно топки у кошот. Поен, 2, сини, жолти и 5 секунди ќе го слушнете сигналот. Браво, добивате од стручната комисија. 4 секунди, уште една, чинам дека ќе успееме да внесеме и истече времето. Даница, повелете до мене. Останете тука, Владко. Многу топки. Полна риба кошеве. Толку собира, еве и оваа последна црвена топка да ни носи 3. Одлична бевте, Даница. Да видиме колку и поени од оваа игра. Вкупно 43 поени за семејството Чејкови, 2 повеќе од семејството Петровски. Следни се Наумовски во оваа игра. Тмница, вели Чичко, трпе од семејството Наумовски, подготвен да игра играта на слепо. Тмница, ништо не се гледа. Ништо. Кога да сопрам на 60 поени, доволно ли е? Да престанете да шутирате или не? Како ќе речеш? Зетоте од Каршивас. Тошко, спремен. Ајде. Ајде, опипајте ги топките, имаме 1 минута време. Не натаму, не. Трпе, чекате да кажам старт, ете топката назад, тука Уште малку. сме да стартуваме сега. Ајде, Трпе. Почнува времето да тече, 1 минута и за вас. Ајде. Одиме малку побрзо, велат. Повисоко, подолго, Тошко, вратете се на белата точка, ве молам, и останете на позицијата. Михаил, ти внимавај на топките. Ана, исто, внимавај на топките да бидат во коша. Ајде да видиме. Добро ви одичко, Трпе. Одлично. Вака Како утрница. се фрлаат ли Како лебој во фурна? Како Исто како топкиве, а? Може вака на слепо да се фрлат некој? Може. Може, се може. Одиме 25 секунди. Ана и Михаил ни помагаат. Ајде. Тошко, добро ли да направи место? Ке издржат ли рацеве да понесат толку топки? 14 секунди, односно веќе 10 секунди до крај. Направете што повеќе место. 5 секунди го слушаме звучниот сигнал. Ке можеме ли уште 1-2 топки да се соберат? Добро е. Ова ја враќаме во кошот. Ајде, видете. Пол кош. Се плави, бе. Се плави по еден поено, има доволно и црвени, богами и жолти. Добро е, вели Тошко, дозволи ми. И да видиме колку семејството Наумовски успеа да собере во играта на слепо. 10 сини, 2 жолти, 7 или 8 црвени топки. Тоша, тоа се доволно поени, мислиш или не? 38 поени за семејството Наумовски. Повелете на вашите места. Една голема благодарност до Ана и до Михаил кои ми помогнаа многу во оваа игра. И да видиме. Семејството Петровски 40 поени, семејството Чејкови 43 поени и семејството Наумовски 38 поени во втората игра на слепо. И генералната бодовна ситуација: Чејкови 4 поени, Појковски 4 поени и Наумовски 4 поени. Изедначена борба до самиот крај, сите семејства по 4 поени, но наред е играта во која ќе штедиме електрична енергија. Одиме. Пред стартот сме на третата игра во која штедиме електрична енергија. Неизвестноста е се уште присутна во трката за 1000 евра. Сите 3 срекни семејства имаат исти број на поени по двете одиграни игри. Спремни сме и подготвени семејство Петровски за да штедиме електрична енергија. Ти се чина, Валентин, дека 9 светилки се лесно да се изгаснат? Да? Ајде да видиме. Ана, навиваме за твојот браточет. Имаме 1 минута, Валентин, време. Почнуваме сега. Ајде! Ајде да видиме 9 светилки предизвик за семејството Петровски. Колку сте добри во штедењето на електрична енергија ќе дознаеме на крај, но можеме, Чичко Павле, вам да ве прашаме колку сте вие добри во тоа.
Да, јас сум дежурен што ги гасам светилките каде Така. што не се користат. Значи, рационално трошење на електрична енергија. Гледам дека и внукот рационално користи електрична енергија, успеа веќе осмата сијаличка да изгаси уште една тија Валентин во игра. Браточетката Јана ни помага да имаме полна кошница, но нема потреба заради тоа што семејството Петровски со истекот на 30-та секунда успеа да освои 9 поени или да изгаси 9 светилки. Чекови се наред да штедат електрична енергија. Тимот на Владко и Даница, кои добро се покажа во играта на слепо на ред се да играат играта во која штедат електрична енергија. Изгледаат ли тешко 9 светилка се изгасат? Тешка задача. Тешка задача, ова е една од најтешките игри во срекно семејство, искрено ќе ви кажам, барем тоа што го по практиката кажале семејствата кои претходно играле. Но мислам дека имаме доволно една минута време за да бидат изгаснати, да покажеме дека треба рационално да користиме електричната енергија со тоа што ќе штедиме. Одиме, спремни ако сме, стартуваме сега, Владко. Ајде! Ајде, имаме една минута време и исто толку светилки како и за останатите семејства. Нежно, пикантно, без многу брзање, прецизно. Ако снимаме топки, тука ни се Михаил и Ана. Тие ќе ни помогнат. Добро ти оди, Владко. Одлично ти оди. Оваа игра ќе одлучи кои две семејства ќе заминат во финалето и ќе се борат за 1000 или 500 евра, а едно ќе не напушти со 300 евра. Ајде, 4 светилки, 25 секунди имаме до крајот. Владко, добро ти оди. Паметиш ли кои прекинувачи веќе се погодени? Владко, сконцентриран си, ја? До максимум. Ајде, полека. 15 секунди, една светилка. После изгледа дека срекната коцка ќе одлучи. Браво. Кој од овие семејства ќе понесе 3, 2 или 1 поедно, имаме уште едно семејство на Умовски. Честитки, 9 изгаснати светилки и за вас семејство Чекови. Ги следиме на Умовски за некои си 15 секунди пред истокот на времето. За малку послави од претходното семејство, но тука сме да го проследиме и третото семејство. На Умовски се наред да штедат електрична енергија. Достижни се ли Чичко трпе овие 9 поени? Или 9 изгаснати светилки? Ви изгледа ли лесно? Абе, и лесно и тешко. И лесно и тешко. Ако го погодим лесно, ако не го погодим тешко. Тогаш е тешко. Добро, условите се исти, имаме една минута време, 9 светилки повелете. Ајде сега. Одиме. Времето тече. Да видиме што ќе ни донесе Чичко трпе. Ајде, ете и првата изгасната светилка. Михаил, внимавај да не му посметаме на дедот ти во штедењето на електрична енергија. Добро, некогаш и со сила може, не само дека, но сепак бараме прецизност, нели? Добри ли сте во штедењето вие на електрична енергија? Рационално ли се користи? Не се троши залудно, верувам. Одлично. Ајде, Чичко трпе. Ова, ако не погодим, награда има. Ова, и ако не погодите, имате награда. Во секој случај, никој од срекно семејство не се заминал без награда. Вам ви оди поприлично тешко. Само две изгаснати светилки, а 10 секунди до крајот. Ама ајде, покажете се во последните 5 секунди како добар гајдач на... Не би два. Ете, и третата. И ајде, ве моламе да аплауз семејството на Умовски. Повелете на вашата позиција. По третата одиграна игра, семејството на Умовски заврши со само 3 изгаснати светилки, а по 9 семејството Чејкови и Петровски. Што значи дека овие две семејства заменуваат во финале, а се поздравуваме со семејството на Умовски, кое заминува со 300 евра. Честитки, еден аплауз за ова семејство, за добро покажаната игра. Една голема благодарност и до Михаил. А, бидејќи имаме изедначена бодовна ситуација по третата одиграна игра, како би знаеле кој во финалето ќе фрла прв, барам по еден член од двете семејства, како би фрлиле срекна коцка и на сој начин би одлучиле кој повеќе поени ќе освои за во финалната игра. Ајде, повелете, Славица и Владко. Ова е барем едноставно, кон стручната комисија во ист момент фрламе коцките, кој поголема бројка, тој освојува 3 поени, останатите 2 поени и со тоа одредуваме кој ќе стартува четвртата игра во финале. Луѓе, сакам насмевка, 500 или 1000 евра не ни бегаат. Одиме кон стручната комисија. Ајде!
Ајде да видиме. Ке пробаме уште еднаш, а Ана не сме да ни ги допира коцките, за да не биде едно. Ке ја повториме. Ајде ја земеме уште една коцка. Повелете, Славица. Ете, Ана проба да ни помогне. Ајде, Владко. Исто фрламе, но кон стручната комисија. Ајде, пред нив, за да може да ги видат бројките од коцките. Може. Ајде, Славица. Ајде, Владко. Добро е замалку да ги погодиме. 6 поени за Славица, 2 поени за Чекови. Петровски со 7 поени, Чекови со 6 поени. И како што споменавме, семејството Наумовски од Тетово заминува со 300 евро и освоено трето место. И дојдовме до финалната игра Чекови и Петровски во трката за 1000 евра. Подготвени. 3 минути имаме време. Валентин, спремен си? Ке бидеш прецизен? Павле? Ќе му помагам. Ке му помагате, така. Одиме, 3 минути. Треба да споиме 4 топки вертикално, дијагонално или хоризонтално. По истекот на тие 3 минути, ако не успееме да поврзаме 4 топки, тогаш сметаме кој повеќе топки внел во оваа табла. Семејство Петровски, Валентин, ти си прв, бидејќи после 3 одиграни игри освоивте најмногу поени. Стартуваме сега. Ајде! Ајде да аплауз, една поддршка и за првата топка која ќе одреди каде следните ќе играат. Ова беше баш промашено. Баш промашено беше. Ајде, Владко, следната нека не биде така. Не. Изгледа тешко, се изгледа. Ајде! Еве и втората топка. Валентин, добро ти оди. Дали ова, добро ти оди, Владко, и на тебе, успеа да му ја сопреш намерата. Ајде да видиме. Неизвестно, не? Неизвестно е, драги мои луѓе, нормално дека е неизвестно, 1000 евра се упрашање. Ајде да видиме. Добро е, имаме време 2 минути и 10 секунди, доволно за игра, доволно за стратегија, да смислиме што можеме да направиме. Владко, дали ќе ја затвараме позицијата? Дали ќе ја затвориме? Не ја затворивме. Еве ја шансата на Петровски за 1000 евра. Добар шут и добар кош за семејството Петровски. Некаде на 2 минути пред крајот успеа да поврзе 4 топки и да освоите 1000 евра. Честитки, Валентино. Прекрасна игра покажавте. Владко, Чекови, 500 евра не се малку пари. Со здравје да си ги трошите. Повелете на вашите места. Уште една проба направивме, да. Ете, ги добивме и финалистите, односно победникот во 12-тото коло на срекно семејство. Редовно плаќајте ги вашите сметки за потрошената електрична енергија како би биле дел од истото. За кратко, им ги доделуваме ваучерите на вечерашните наши добитници. Да, и овој аплауз е за самиот крај на 12-тото коло на срекно семејство. Дојдовме до најслаткиот момент во кој на нашите срекни семејства кои вечерва учествува им ги доделуваме освоените ваучери. Како и досега, за таа цел ќе го искористиме представникот од ЕВН Македонија, Атанас Ковачевски. Еден аплауз и за Атанас. Добро вечер, Атанас. Добро вечер. Добра игра покажа, мораме да признаеме, интерес на нашите надпреварувачи ова коло. Она за што сакам да те искористам во овој момент е тоа дека минатата недела ЕВН Македонија одбележи еден убав датум, недела на корисничките услуги. Ке можете ли да ни кажете нешто повеќе за ова и какви активности беа превземени? Тоа е недела на кориснички услуги која ја прославуваат или одбележуваат големите компании низ целиот свет. Веќе повеќе години ЕВН Македонија по втор пат го одбележува овој ден. Тоа е недела на корисничките услуги, но пред се наменета за нашите вработени. Тоа го организираат компании кои се кориснички ориентирани, а идејата е оние наши вработени кои покажале и кои биле најуслужливи, кои биле најљубезни со корисниците и кои им помогнале многу да бидат на некој начин наградени. Тие се прогласени за звезди на неделата. Во секој кориснички енергоцентар на ЕВН Македонија колегите го бира оној што е звезда на неделата или оној наш вработен кој бил најљубезен со корисниците и најмногу помогнал. Има интересни пригодни награди за нив и во отворените канцеларии на корисничките енергоцентри, на корисниците кои во таа недела поминаа.
и кои беа задоволни од услугите и за нив имаше некои интересни награди. Така. Ви благодарам многу, а да видиме звездата на 12-тото коло на срекно семејство, односно трите звезди на нашите срекни семејства и освоените награди. На позиција број 3 семејството на Умовски заминува со 300 евра. Повелете. Повелете да ја подигнете. Михаел, ајде. Честитки. Да си честитаме, Михаел, ајде. Да си земеме награда. Ни го дадете првото. Ете те така. Фала многу. Честитки, Чичко Трпа. Се знае ли каде ќе бидат искористени овие 300 евра? Како не, внукот. Така, повелете на ова страна, застанете. Со освоени 500 евра во денарска противредност, семејството Чејкови од Кавадарци. Ајде повелете и вие да го подигнете вашиот ваучер, 500 евра. Чичко Димитар, сигурно до крајот. Честитки. Ете, 30.750 денари. Се знае ли каде ќе завршат? Се знае. Планирано е. Од овие 500 евра, 300 ќе бидат за екипата, Така. што учествуваше, а 200 за наредните сметки на време да ги плачеме за евра. Ќе одат таму кај што дошле. Супер, одлично. И освоено прво место и 1000 евра во денарска противредност семејството Петровски од Скопје. Ајде еден аплауз огромен за победниците на 12-тото коло. 61.500 денари, драги гледачи, освои ова семејство. Задоволни сте сигурно. Дали се знае каде ќе одат овие пари? Така, бидејќи е од енергетика, Така. планираме за да ја зголемиме енергетската ефикасност, да купиме термален сончев колектор и во викендицата од каде што беше брилото излечено. Одлично, ви благодарам многу, со среќа да си ги трошите парите, а вас, почитувани гледачи, ве очекувам за 2 седмици на вашата омилена ТВ фреквенција. Се гледаме. Ние пред се дојдовме да се дружиме и сите освоени пари ги подаруваме на нашиот внук. 300 ќе биде за нас, за екипата, а 200 за навремено плаќање на сметките на Евана за наредните месеци. И препорачувам на сите потрошувачи во Република Македонија редовно ги плаќаат сметките, со тоа ќе бидат дел од срекно семејство, а со тоа ќе допринесат за развој на енергетскиот систем.